Добре дојдовте на мојот канал Читајте со Јасна. Денеска ќе обработиме кратката содржина на романот Споменка од Горан Петревски. Романот Споменка е дело што зборува за детството, искреното пријателство, првата љубов и созревањето. Авторот Горан Петревски низ едноставен и интересен расказ прикажува како едно лето може за секогаш да го промени животот на едно момче. Главниот лик е Бојан, ученик кој живее во градот. Со почетокот на летниот распуст, тој заминува кај своите баба и дедо на село. За него тоа не е само обична посета, туку можност да избега од градската врева и да ужива во природата, чистиот воздух и безгрижните денови. Во селото Бојан брзо се привикнува на новата средина. Таму запознава многу деца со кои игра, шета и го поминува времето. Секој ден носи нови доживувања и авантури. За разлика од животот во градот, во селото се е поспокојно, а луѓето се поблиски и поискрени. Токму таму Бојан ја запознава Споменка, скромно и воспитано добро девојче, кое веднаш остава силен впечаток врз него. На почетокот тие се само другари, заедно разговараат, играат и ги откриваат убавините на селскиот живот. Со текот на времето, нивното пријателство станува се посилно. Бојан сваќа дека постојано мисли на Споменка и дека секој ден со нетрпение очекува да ја види. И Споменка чувствува дека Бојан е многу близок. Нивната поврзаност се гради постепено, преку искреност, доверба и взаемна почит. Деновите исполнети со дружење минуваат многу брзо. Заедно ги поминуваат утрата и вечерите, шетаат низ природата, разговараат за своите соништа и планови и си помагаат во секоја ситуација. Бојан се повеќе ја запознава добрината на Споменка и почнува да ја цени не само како другарка, туку и како личност која му значи повеќе од сите други. Во текот на летото Бојан созрева. Тој учи дека вистинските пријатели не се оние со кои само се забавуваш, туку оние што се искрени, верни и секогаш подготвени да помогнат. Споменка е токму таква личност. Таа е вредна, внимателна и секогаш мисли на другите. Преку неа Бојан открива колку се важни честноста, добрината и почитувањето. Но летниот распуст не трае вечно. Доаѓа денот кога Бојан мора да се врати во градот. Разделбата им паѓа многу тешко. И двајцата чувствуваат тага, затоа што не знаат кога повторно ќе се видат. Сепак си ветуваат дека никогаш нема да се заборават и дека секогаш ќе се сеќаваат на убавите мигови што ги поминале заедно. По враќањето дома, Бојан често се навраќа со мислите кон летото. Во училиштето ги извршува своите обврски, но во срцето постојано ги носи спомените за селото, за безгрижните денови и најмногу за Споменка. Тој разбира дека некои луѓе можат да остават голема трага во животот, дури и ако не се секогаш покрај нас. Подоцна, кога повторно има можност да го посети селото, Бојан сваќа дека времето носи промени. Луѓето растат, околностите се менуваат, а детството полека останува за нив. Иако не може се да биде како порано, спомените од првата љубов и искреното пријателство остануваат за секогаш во неговото срце.
Авторот преку оваа приказна покажува дека најубавите моменти во животот често се оние што ги доживуваме како деца. Првата љубов е чиста, искрена и незаборавна, а вистинските чувства не исчезнуваат лесно. Спомените за убавите денови не следат целиот живот и ни помагаат да станеме подобри луѓе. Романот испраќа силна порака дека искреноста, пријателството, љубовта и добрината се најголемите вредности што човек може да ги има. Иако детството поминува, спомените остануваат како богатство што никој не може да ни го одземе. Токму затоа споменка е роман што долго останува во сеќавањето на читателите и ги потсетува на убавината на првите чувства и безгрижните детски денови. Главни ликови: Бојан, Споменка, бабата и дедото, другарите од селото. Бојан, главниот лик во романот. Тој е љубопитно, чувствително и добро момче кое живее во градот. За време на летниот распуст, престојот во селото му помага подобро да ги разбере животот, природата и луѓето. Преку дружењето со Споменка, Бојан созрева, станува поодговорен и сваќа што значат искреното пријателство и првата љубов. Споменка, главниот женски лик. Таа е скромна, воспитана, искрена, вредна и секогаш подготвена да помогне. Со својата добрина, внимание и честност го освојува Бојан. Споменка представува пример за добро воспитано и благородно девојче. Бабата и дедото. Иако не се главни ликови, тие имаат многу важна улога. Со својата грижа, љубов и животно искуство му покажуваат на Бојан колку се важни семејството, традицијата и почитувањето на постарите. Другарите од селото. Тие ја прават приказната поинтересна и покажуваат колку детството е исполнето со игра, дружење и заеднички доживувања. Тема на романот Споменка. Главна тема на романот е детството, првата љубов и искреното пријателство. Авторот покажува дека најубавите спомени се создаваат токму во детските години и остануваат во срцето цел живот. Идеја. Идејата на романот е дека вистинските човечки вредности, добрината, искреноста, почитта и љубовта се најважни во животот. Материјалните работи се минливи, но добрите спомени и искрените чувства остануваат за секогаш. Порака. Романот не учи дека треба да ги цениме луѓето кои не сакаат и почитуваат. Вистинското пријателство и првата љубов се незаборавни, а убавите спомени ни помагаат да станеме подобри луѓе. Време и место на случување. Настаните се одвиваат во современо време за периодот во кој е напишан романот. Дејството најмногу се случува во едно македонско село, каде што Бојан го поминува летниот распуст, а делумно и во градот каде што живее. Вид на дело. Споменка е роман за деца и млади. Напишан е со едноставен и разбирлив јазик, а содржи многу интересни настани, емоции и животни поуки. Романот Споменка ми остави многу убав печаток. Најмногу ми се допадна тоа што авторот ја прикажува искрената детска љубов и пријателство без претерување. Ликовите се природни и лесно може да се разберат нивните чувства.
Делото покажува дека детството е најубавиот период од животот и дека спомените од тие денови остануваат со нас за секогаш. Од романот научив дека треба да ги цениме искрените пријатели, да бидеме добри кон другите и никогаш да не ги заборавиме луѓето кои ни направиле добро. Заклучок. Споменка е роман што зборува за љубовта, добрината, искреноста и созревањето. Преку доживувањата на Бојан и Споменка, Горијан Петревски покажува дека вистинските вредности се кријат во човечките односи и убавите спомени. Затоа ова дело и денес е интересно за младите читатели и представува една од најпознатите македонски лектири. Ви благодарам.